Почитувани гледачи, вие го гледате подкастот Глаголица и рубриката Арс Либрум. Денешниот гостин не треба посебно да се представува, професор доктор Зоран Крстевски. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам на поканата. Живееме во едни невозможни времења, етички недефинирани. Владе атеизмот, а атеизмот знаеме не оди никогаш сам, туку секогаш во тријадата нихилизам, значи дека сите вредности ја изгубија својата вредност, и морализмот, каде што веќе не знаеме што е добро, што е лошо, тоа е спротивно од аморалноста, каде што веќе доброто станува лошо, а лошото добро. Па во таква една ситуација на хаос на вредностите, каде денес младиот човек да се најде? Па проблемот не е само за младиот, воопшто за човекот, бидејќи тој материјализам, тие раскалашени облици на постоење, го завзема духот на луѓето. И тие едноставно се загубија. Едната страна е трката за што повеќе пари, потоа преовладува површноста на екзистенцијата, потоа ете тој нихилизам што велите, за што да се фатиме, преовладува ништоста. Луѓето едноставно не знаат и самите кон себе каде се, а како да се воспостави еден вид на добра, позитивна интеракција со другите луѓе. И всушност, кога го имаме проблемот со самите себе си, живееме празно, неавтентично, уплашено, несигурно, тогаш автоматски таква енергија израчиме кон надворешната средина. Затоа гледате сега, например, каде е еден од клучните аспекти на излезот. Градење на индивидуален дух, подпирање на самовредноста, сваќање дека тоа што е од надвор не значи дека е тоа вистината, туку вистината јас ја градам. На која основа? Ни се основа на она што ми прави мир, хармонија, рамнотежа. Тоа како да го постигнам? Едукација, однос кон природа, креативни цели, детоксикација од сите негативни влијанија неретко присутни од медиумите, дистанца од оние политичари, од политички аналитичари, од не знам какви се личности кои само одработуваат, а ништо не придонесуваат. Фокус кон Бог или барање низ призма на молитва, низ призма на една препуштеност на таа духовна комплементација, да се почувствуваш мирен и среќен со самиот себе си. И тогаш кога ќе бидеш среќен со самиот себе си, кога ќе ја изградиш таа индивидуална основа на себе прифаќање, на себе детоксицирање, на себе креирање, ти ќе можеш да придонесеш кон надворешната средина. И затоа тоа е, например, сега новиот пристап кон животот, за разлика од пристапот во социјализмот. Во социјализмот беше во преден план колективизмот. Сите ние се градиме на основа на она што ни го наметнува државата. Државата е се, ние сме дел од државата. Државата ни обезбедува работно место, бесплатно здравство, бесплатно школство, добар социјален статус или каква таква сигурност, не идеален, ама добар. Од другата страна покрив на главата. И сето тоа асоцира на еден конформизам, добро е, мирно е, ама не е напредно. Битно да е мирно. Индивидуализмот се загуби, бидејќи луѓето нема право да си го искажат свој збор. Луѓето стравува кој се може да ги подкаже. Луѓето не можеа толку многу индивидуално да се развиваат, бидејќи беа зависни од колективизмот. И автоматски тој индивидуален дух не достигаше во периодот на транзицијата, кога веќе нештата се срушија, кога се појави новиот систем, суровиот капитализам, во кој што преовладува индивидуализмот. Но индивидуализмот почна да ги јаде оние кои беа неподготвени, и автоматски они неподготвени и соочени со неморал, со опредметнување на човекот, со ниски страсти, со западни квази вредности, и сето тоа му создаде на човекот губење на својот идентитет, зашто претходно го градел идентитетот на основа на социјалистичкиот систем. Сите заедно кон напредокот, сите кон ветената земја, а овој случај тоа веќе не достига, секој мора самиот да се потхрани со себе вредности, нели ова што се вели. Дај сега ние да бидеме тие кои што ќе ги ловиме рибите, а не да ја чекуваме некој да дојде да не ги даде во раце. Баш тоа сакав да ве прашам, дали мислите дека ја правиме истата грешка? Од социјализмот влегуваме во еден друг колективизам во вид на сите нации, народи, чекаме пред влезот на Европската унија. Но дали може колективизмот да ни даде одговор на клучните вредностни одговори, прашање, или треба сепак ние
индивидуално да го најдеме Бога во себе, значи да одговориме на вечните прашања има ли Бог, има ли бесмртност и не има ли Бог, не има ли бесмртност, што своевремено Достоевски ни своите антихерои и херои интензивно ги поставуваше. И дефинитивно да тргнеме по патот на кој што ќе се одлучиме. Ако има Бог, има бесмртност, тогаш имаме етички голема одговорност пред самите себе си, како ќе се однесуваме. Ако нема, а гледаме дека цела Западна Европа и цела Европа пропаѓа во атеизам, а тоа своевремено и Достоевски, тој рече не се грижам јас воопшто за ништо друго, за крадењето на богатството во Париз, ниту се грижам дека Париската комуна тука ќе ја уништи француската култура, туку она што ќе ја уништи Европа незиниот атеизам и јас како руски европјанин тука се грижам за она што се случува. Падот на вредностите во смисла на човекот Бог, губење на Бого човекот и губењето на вистинската вера во затоа што немаме спас во патиштата небесни, немаме спас во патиштата земски, ако ние самите со себе не одговориме на прашањето има ли Бог, има ли бесмртност и од таму, од таа станица да тргнеме и веќе да се ослободиме од еден дарвинистички селекционизам, ова е мое, тоа е твое, јас сите сили ги насочувам да го земам твоето и на тој начин да те зафркнам. Кажано улично, дали тука е можеби спасот? Па видете, овие се големи прашања, тие се онтолошки прашања, дури делумно метафизички, а луѓето имаат екзистенцијални проблематики со кои се соочуваат секојдневно низ призма како да Првата се прехранат. чакра ни е размишена. Па да, прво треба вие на пример поставивте прашања во поглед на високата духовност. Тоа колкав процент на луѓе тоа ќе го разберат, за да може да го разрешат. А кога повеќето од луѓето се соочуваат од прво загаден воздух, второ несигурност на работно место, трето низок личен доход, четврто кој знае какви пензии што ќе биде после тоа од кој ќе се отиде во пензии, несигурен здравствен систем, школство кое што не ги едуцира на правилен начин младите, загрозена идеја низ призма на национална безбедност и перспектива, заглупување, наметнување на површност и ред други аномалии кои што се присутни во секојдневието, кои што ги детерминираат луѓето и нивната свест, така што луѓето за да се го одговорат ова прашање, ќе треба навистина да имаат некој колку толку хармоничен живот, исполнет живот, живот во кој што едноставно се решени многу проблематики, за да може да се посветат на некои филозофски размисли од едната страна, а од втората страна сега е да одиме во контекст на ова вие што го кажавте, а и Достоевски го кажал, кога Бог не би постел, се би било дозволено. Значи, во тој случај, ова што денеска се случува, луѓето пред никого не одговараат, мислат дека се богови, мислат дека можат тие да бидат идеализирани и дека автоматски не постои Бог, не постои духовност, не постои судбина, не постои карма, не постои вредност, не постои ништо, постои мигот. А мигот може да бидат ниски страсти, телесни ориентации, може да биде его, може да биде трупање материјални богатства, бидејќи живеј денеска што можеш, утре ништото тоа ќе го нема. Значи гледате две концепции. Едната концепција е концепцијата на строг материјализам, на една атеистичка ориентација, во кој што се наметнува исклучиво егото и телото, а второто е духовната ориентација. Сега гледате, едната проблематика од екзистенцијална гледна точка, значи луѓето не може да си ги постават овие високи прашања во поднос на бесмртност на душата на Бог, бидејќи имаат реални екзистенцијални проблеми, имаат неопходност да преживеат. Тој човек кој што се бори да преживее, тој не може да размислува за не знам какви бесконечности. Но втората е, она што и неретко и се наметнува на луѓето, а делови Марс го кажал, значи религијата како опиум за народот, надевај се на Божјото царство, надевај се на наградата во тој, би рекол, задгробен живот, бидејќи во овој живот, иако страдаш, иако ти е тешко, ти ќе ја добиеш наградата. И тогаш се асоцира на еден вид на пасивизација, на робска, што се вели, манипулација. Ние го сакаме царството небесно уште на земјата. Па да, како да дојдеме до тоа? Ние ако на пример не се побуниме, не го развиеме својот дух, не видиме што може да направиме за себе си, тогаш не знам каков живот нема да ни биде среќен и исполнет.
Затоа што ние во овој автентичен живот, ние едноставно сме поробени и сме прифатиле поробеност. И затоа мора човекот да биде бунтовник по природа, затоа што не е толку страшен очајот. Страшно е привикнувањето на очајот. Значи, овие се привикнаа на очајот и сега од едната страна замислете ако се тендира дека задгробен живот, не знам каков друг живот, а тука биди подреден, биди обесправен, биди експлоатиран, таму ќе биде небесното царство, тоа не е правилната патека. Од втората страна, луѓето не можејќи да се изборат со вистинските проблематики на животот, бидејќи се слаби, бидејќи се ранливи, бидејќи нема кој да ги поведе, тие несвесно се ориентираат кон тоа дека можеби навистина Бог ја определил оваа судбина и дека Бог ќе ги казни овие што им ги прават сите нестрити и пакости и дека можеби реалната излезна варијанта е само верување во Бог и насоченост кон Бог. Сега, дали е тоа така? Па и така е. Дека навистина Бог е еден вид на спасител за тие кои што се вистински верници, а не тие кои што ја очекуваат наградата. Значи очекува награда во тоа задгробен живот или во кој ќе дојде второто Христово доаѓање во ескатологијата, кога човекот ќе биде соочен со Божјиот суд и со моралната одговорност. И ако правил добри дела, ќе добие награда. Затоа ги правам добрите дела за да добијам Божја награда? Не. И од втората страна, очекувам нешто добро да направам, затоа што Бог може во секој момент да реагира и да ми го спаси животот и да ми го подобри животот. И прашање дали тоа треба да биде така. Да. Дали е тоа еден вид на манипулација? Па затоа не треба луѓе да кои ги прави овие манипулации и се метнува на луѓето. Луѓето треба вистински да го живеат Бог, не очекувајќи некоја награда. Да. Значи тоа се вели, Канто го анализирал, доброто заради самото добро. Имаш хипотетички и категорички императив. Значи категорички кај што јас моето однесување, мојата универзална етика, воедно станува правило законодавство на широко низ постоењето, а не заради мој тесен интерес. Да. Така што и во поглед на Бог некој го манипулира сето тоа, ги извртува луѓето, ги подчинува и ги прави робски зависни. Бидејќи биди мирен, биди фин, биди добар, Па Бог ќе ти плати еден ден. така. Дали мислите дека религијата, политиката и науката сведена вака дарвинистичка каква што е сега, без етерот, без духот, политиката и религијата со Бог ќе те казни, се еден ист матрикс во однос на манипулацијата на широките маси? Манипулацијата општо присутна, еве медиумите ја прават манипулацијата, Апсолутно. ја прават така наречени експерти, ја прават така наречени интелектуалци, политичарите се со вродена, би рекол, идеја на манипулативност. Од другата страна, тоа го имаме во бизнис релациите, тоа маркетинг пораките го прават. Едноставно, ние сме поплавени од сите тие манипулативни техники кои, ако не ги препознаеме, може да не однесат кон некоја погрешна патека. Како да излеземе од матриксот на кој што сме ставени во една агонија, во еден сон, како да се пробудиме? Еве видовме во времето на короната, пропаднаа сите оние вредности на кои што ние го подпиравме нашиот живот. Прво, пошавови пукна здравствениот систем. Ние целиот живот плаќаме тој здравствен систем да ни помогне во критични моменти, меѓутоа ништо. Второ, пукна финансискиот систем и трето, образовниот систем. Банкарскиот систем се ниша, еве гледаме, добиваме такви информации дека и тој нема уште долго вака лихварски поставен да трае. Видете, тоа се што пука е контролирано за да пука. Тоа не е случајно. Тоа е водено од креатурите на новиот светски поредок. Кој е најголемиот афродизијак во животот на луѓето? Што мислите? Дали се печурките, дали е кавијарот или е потребата за моќ? Па Потребата за моќ и парите. Не се ни парите. Парите се лесно достапни. Тие што имаат моќни корпорации, тие кои што владеат со огромен капитал, нив им се достапни парите, тие имаат за едно 200 животи. Тоа е волјата за моќ на над така човекот. Тоа е еве ниче него го има, ниче, кажа. да. Значи, во човекот имаме два аспекта. Еден е да биде надчовек, а вториот има потреба за моќ. Тој што е надчовек, тој се воздигнува на другите. Тој ги гледа од високо. Тој ги управува нештата, тој ги контролира нештата. Тоа ќе го направи само ако ја воспостави моќта. Парите. Парите се една од алатките за да воспоставиш моќ, но не е доволно. Колку луѓе имаат огромен капитал и може да живеат, а сакаат да влезат во политика да имаат поширока моќ.
колку луѓе имаат и политика, имаат и многу пари и не им се доволни, сакаат да имаат уште повеќе Да пари, па владеат ќе со ти ја продадат масите. и државата, ќе ти го заглупат народот, ќе ти создадат манипулации во името на нивната алчна потреба и потрага на уште повеќе и уште повеќе. Така што во тој поглед сега гледајте логичка обсервација. Прво, ако навистина владее потребата за моќ, за доминација, ако во тој случај не ги задоволува само парите, што ги задоволува? А ги имаат државите. Ги задоволува доминација над светот, доминација над сеопштото, доминација над туѓите животи. Во Но случајот на доминација, како они ќе ја направат доминацијата? Прво, со продуцирање стравови. На кој начин продуцираат? Човекот е загрозен екзистенцијално, да опасност од губење работни места, опасност од болести, опасност од војна. се што екзистенција. Е, така. И човекот фокусира на својата екзистенција, не може, што рековте, ни да постави духовни прашања, Па не може, ниту кога е да го соочен со борби. организира животот. Епа, Но дали мислите дека веќе тој профил на луѓе се на едно лизгаво тло и дека дојде времето ние да се освестиме и да им кажеме не? Дека така, добро е тоа прашање, бидејќи точно едната страна, едната агенда ја држат мокни семејства. Тоа е кажано, тоа се билбордешките групации. но Тоа од времето сепак тие се 5 или 15%, не се според тој моите- висок процент. А, Многу малку се тие. Моктиците се малку. а Еве сепак имате држави може 4 до 5 семејства. да, Ги држат нешто. например, да речеме 3%, со 97% манипулираат. Па, Па не, дали не се ни моќта е во 3%, нашите... дури под 1%. Да, ама Значи не може моќта е во 3% нашите е многу раце. многу луѓе, Да. тие едноставно не може да соберат толку истомисленици. Тоа е една групација која што се богати, моќни луѓе кои што една се определиле кон моќта, кои што сакаат да создадат нова програма. Од таа нова програма гледате имате пореметување на семејните вредности. Не, Потоа семејството е прво на удар. Меѓутоа, тие имаат своји кланови, своји Па секогаш подредени. имаат послушници. Значи гледате во животот Например, има ако тие се министри, да кажеме, па под министрите имате некои нивни директори, па под директори имате професори, значи ние сме од тој ланец изманипулирани. Меѓутоа, она што денес можеме да го видиме дека тие клучните играчи веќе ги снемува. не е дека ги снемува. Мгм. Не е точно дека Добро. ги снемува, бидејќи власта и моќта е во нивните раце. Тие се уште продуцираат или провоцираат војни. Тие се уште се Мгм. закануваат со економска рецесија, ги држат банките, кои банки сакаат ќе ги уништат, од другата страна наметнуваат криптовалути, наметнуваат разни влијанија. Мислите дека повторно се заплашување. криптовалутите се нивна идеја? Па тоа не е случајна идеја, сега не мора да е дека тоа е исклучително лоша, ама секаде кај што има голем капитал и голема игра, има и голема позадина. Мгм. Зашто едната страна е хумана ориентација кон која се стремел Тесла, например, а другата е бизнес ориентација кон која се стремел Едисон или Маркони. Така што овие играат во бизнес опцијата. Се да ми создаде капитал и профит. И во тој случај нивната манипулативност најмногу се изразува и преку медиумите. И кои се прво собственици на медиуми, кој може да биде присутен на медиуми, што се дава во медиумските програми, Дали вистината кој ја ги имаме држи во главните медиуми? светски медиуми, од вестници, телевизии, интернет Да, портали и да. така натака. Точно. Така што како они ја губат власта? Не ја губат, тие ќе изгубат кога ќе дојде второто Христово доаѓање и до кога нештата кои се предвидени во Светата книга ќе бидат веќе живеани. А кога А ние- мислите дека дали Па тоа сме никој не го знае, ќе ама бидеме сведоци? знаците Дали живееме треба да во ги- последните денови? па не се знае дали е така, ама треба да ги читаме знаците на времето. А тоа е поплави, урагани, земјотреси, Војни, војни, болести. апсолутно делување на злото на земјата. Па да, ама тие првично ќе се представат волци во овчја кожа, Па нели? да, па и самиот Шекспир рекол и злото демонот ќе ви го цитира Светото писмо само да стигне до својата Така, и јас верувам моќ. во оваа се вели манихејска теорија. својата Тоа е на борбата помеѓу доброто и злото. Мгм. Значи, таа е уште од Заратустра, персискиот пророк, произлезена Орзмот и Архиман. Значи, две сили се борат за превлас на планетата. Та и кај Фауст. Па и таа кај него, ама тоа дихотомија. претходно и богомилите го развивале. Значи, и кај нив го има, и кај катарите го има, и кај многу филозофи го има, и на сцена е навистина борба на темнината со светлината. Сега дојде ерата на Водолија, дојде еден нов концепт на живење, а Водолијата и графички представена едно Мислите со нагоре, едно Плутон, надолу. влезот на Не, Плутон? не, тоа самата ера на Водолија, самата ера. тоа е 2160 години треба една ера да се пројави.
Пред 2160 години од прилика започна ерата на рибите. И навистина рибата беше цел символ на христијанството. Според на веданството ние апостолите сме во рибари. Кали Југа кој што е апсолутно златното доба на Тоа Кали е Југа. долг процес кој што Да, се да. случува кај нив, не е баш тоа, Кали Југа е на борби, на искушение, на тешкоти. Да. Тоа Меѓутоа ведите веќе. златно доба. Па не е, моментално не е баш Не е, некое златно да. доба, туку имаме изопачување на моралот, на вредност. Но Да. знаете, тие се долги циклуси, долги периоди, тие не можеш да ги определиш од кога до кога. Туку треба да ги читаш манифестациите, односно Знаците вибрациите. на кои што Ета. вибрациите. Сега, која е вибрацијата во моментот? Или Меѓутоа последните свесноста години? расте, не зборувам за Македонија. Ние некако Манифестација на страв, на немир, на фрустрација, на заглупување, на манипулација. Прашањето, кој тоа го создаде, дали случајно го создаде? Кој ќе видите на што е удрено? Удрено на телото на човекот, на здравието или пуштање на човекот низ блуд, низ сладострастие, низ его, да си се подхрани, да најде квази задоволство, бидејќи живее празно. Потоа гледате материјализмот стана се, не е битно колку си мудар, колку си реализиран, апсолутно колку си начитан, битно е колку пари имаш. Потоа гледате каква борба за сетилно. Сега преовладува силикон филозофијата. И автоматски сето тоа отсликува каде е душата, каде е духот, каде е умот и каде е срцето. и селф институцијата. Веќе не само што живееме во трансхуманизација, туку и човекот стана доволен сам на себе. Значи во холивудските Човекот филмови е добро да стане доволен сам на себе. Тоа е меѓутоа, една од немаме опциите. потреба веќе да комуницираме. Па не, ама видите со сега, машината. имаме три форми, ајде ги кажам. Прво, доволен сам на себе. Во Апсолутно. денешното време имаме лицемерие, манипулативност и подложност на квази вредности. Ми треба другиот, ми треба пријателството за да не бидам сам, па ти го искористуваш. Да. Ми треба партнер, ми треба некој до мене, затоа што не сакам да се чувствувам изолирано, или некој од семејството ќе ми рече, абе зашто ти толку години имаш, а не си во брак? Или ми треба деца, колку да се рече дека ете некој ќе остане после мене, а автоматски ништо не се прави за семената подлога. Тоа е значи квази опција на вреднување на другиот, туку искористување на другиот. Потоа, ми треба позиција, ми треба моќ, зашто ти треба? Заради сопственото его, да се да. приклониш дека си За повеќе волјата вреден. за моќ за А која не заради зборувавте. исполнување на должноста на функцијата. Така што од другата страна и многу е битно човекот да биде само доволен на себе си. Низ која призма? Да не биде зависен од лажни вредности, да не биде зависен од телесни страсти, да не биде зависен да го прокламира егото, да биде виден, па да не знам колку лајкови добие, да не биде зависен од тоа што мора да е Системот член на на политичка вредности партија па да ни се- добие работно Да. место. Системот на вредности стана бројот на лајкови, бројот на следачи и тоа кај младиве луѓе медиумите на секој може начин ти кажуваат еве јас имам млади деца кои што на секој начин им кажуваат вие сте нула ако немате коли, ако немате пари, ако немате родители на власт, вие сте нули. Немате некое сепаре во, не знам сега да не именувам на кои кафичи, вие сте нули и нема што да барате. А кој го кажа тоа? Го кажува младите. Значи, местото каде што младите колективно се движат, тоа е еден дарвинистички селекционизам. Тоа не е дека Па го видите немаше се, во Дарвин сите. вие повеќе пати го спомнавте и тој се злоупотребува неретко. Таа таа природна селективност да успее најприспособливиот, не секогаш и Точно. најсилниот. Точно. Од таа еволуцијска рамка на нели кој како ќе обстане тој кој што ги очитува нештата надвор од себе кој и што знае да се најлесно ќе се приспособи. прилагоди. Ама, А на кон што се прилагодуваат така млади? што На во случајот апсолутен- кај животните ние немаме исклучива борба. Животните знаат да се потхранат, што се вели оногу кога што им е потребно, лавот нема да ги изеде сите срни. Точно. За разлика од човек на човек. Така. Значи, автоматски во таа, би рекол, еволуцијска рамка, ние се направивме, но не направивме еволуција на ниво на свест. Ние направивме еволуција на ниво на технологија, на ниво на информатика, на ниво на материјализам, на ниво на предмет, ама не направивме на ниво на Затоа свест. што според мене не се засакавме помеѓу себе. Што мислите вие? Човек на човек не стана света ствар. Не се дури една грушенка. Ама видите се, а и Аха. тоа морам тука нешто додам со поинаква ориентација. Прво, во биолошката подлога на човекот не е дека човекот на човекот треба да му биде љубов.
Два филозофа ќе кажу. Еден е Сартар. Вели, пеколо тоа се другите. Доволно да ги ставите во една просторија да живеат, да функционираат одреден период, ќе видите каков пекол ќе излезе од нив. Тоа го гледате со задруга, со оние таму ток шоува, не знам какви се тие емисии што ги има по некои странски телевизии. Значи, точно е дека пеколо тоа се други. Не може да функционираат, не може да живеат. А второто ви е Хопс. Човек на човекот му е волк. Да. А Значи, зашто да не тоа е homo природна, homini биолошка подлога на човек. sacra res? Нема, затоа треба да одиме прво видете. Имаме теоретска обсервација, како треба да биде. Имаме генеалошка обсервација, како е. Сега одиме не на теорија, на пракса. Знаете ли вие колку малку, да реземеме 5000 години, може би 80 години, немало војни. Знаете дека во секој момент се случуваат убиства, деградација, уништување на човек кон човек. Знаете дека имало такво раселување, раслојување на народи, геноциди и деградации? Прашањето од кога? Од човечкиот род. На крајот да не одиме далеко да ги земеме оние бивши југословенски состојби и војни кои што се случија. Од сосед кон сосед, од гранатирање таму од планини, што се вели, кај што идат недолжни жители. Она што на Македонија се случи со напалм бомбите од така наречените големи демократи и мудреци, кои што фрлаа врз деца и жени кои што бегаа низ планините Вичо и Грамос наваму. Значи, за која интелигенција? Сакате да ви кажам за белгискиот крал Леополд, кој што сечел уши на служавки и гради и кој што ги пуштал црчињата да ги стрела со пушка? Да не ви кажам за французите, да не ви кажам за британците кои што еве Ганди и ретко го имале мирни демонстрации, ги спукале огромен број на жртви. И не само тие, значи, затоа идеализацијата, човекот кон човекот. Па човекот дали има подлога да го третира другиот само од аспект на љубов или всушност го гледа како непријател? Значи, во таа антрополошка подлога, ние мораме да видиме човекот со што се карактеризира и ние навистина, јас сум етичар. Ние премногу ја фаворизираме етиката и ми велиме етика, етика, етика. Ама етиката е слабо присутна, кај нас скоро ја нема во општество. Не, ние ќе одиме во друга ориентација. Знаење и мудрост, тоа што Сократ го има кажано. Значи вели, човекот што знае не греши. И се ние бараме некој кој што не знае, не е поучен, го манипулираат од медиуми, го водат квази личности, тој да му отслика на вредност. Па не може да му отслика кога он самиот е невреден. Тогаш ние треба да вметнеме у човекот, како ова што ќе се прави, се надевам со оваа интернет телевизија, да го едуцираме, да го воведеме, да му пробудиме свеста, да почне да разликува добро од зло, да му подхраниме дека колку е вредно духовно да се ориентира, колку е вредно да препознае самовредност, колку е вредно знаењето, колку е вредно да бидеш чист во душата, морален, етичен и смирен, и он кој ќе свати дека има бенефит од овие вредности, оножно дека ќе ја пропагира етиката. А ние од старт му поставуваме етиката, а он нема све за етиката. И тогаш ние гледаме надвор од етиката уништување, грабежи, манипулација, ред рефлексии од страна на политичари до тие таквите моктици од новиот светски поредок. И он ќе рече, па дури од некои така наречени религиозно-духовни лица, он ќе рече каде е етиката? Ти ми ја бараш етиката, а гледај какво е сурово општеството, тога ќе речеме дарвинистичко општество, во кое треба да си снаодлив, во кое треба да си по-брз, по-издржлив за да можеш да успееш, и ќе речеш етичниот не успева во тоа. Успева оној кој што е најприлагоден. Сега, затоа ви го велам. Таа теорија е наметната, а не е точна. Треба да му се наметна на човекот теоријата на разумот, на мудрост. Па тоа нека биде што се вели од прво одделение. На најелементарна основа учи го, како што еве глаголица, нели ќе се учат буквите, овој да се учи на морал, на вредност, на доблест, да се учи на самосвест, да се учи на едуцираност, да почне да чита книги и ние да го пробудиме овој новиот човек, бидејќи очигледно оној стариот човек бил премногу изманипулиран и исплашен, ставен во зависна ситуација, па тогаш од него да бараме етиката. А вака вие со овие големи филозофии, дали во човекот да ја гледа етиката, како да ја гледа етиката, како да ја доживе, зашто не ја доживе? Па не може да доживе, не е навикна да доживе. Можеби и школството допринело за тоа. Етиката е минимално присутна. Можеби во семејството е малку присутна етиката, ако има изневерување меѓу партнери, што гледа детето? Ако има конфликти, лаги, интриги, ако на улицата имаме секаква закана, што ќе доживее младиот човек? Се приклонува на таа вибрација. Затоа не одиме кон самосвесност, будење. Тоа е макотрпен процес, но мислам дека Сократ бил многу управо, па и Платон, кои што асоцирале мора да се ита кон знаењето,
Мора да се ита кон мудроста, мора да се ита кон себеспознанието, па да дојдеме до вредноста. И знаете во пророчиштето Делфи, во оракулот што пишувало? Значи, замислете, одат кај пророчицата Питија, која што ја знае иднината, која што ќе ти предскаже што треба да ти се случи, но горе пишува спознај се сами од себе си. Апсолутно, првото е етичко начало. Кој ќе се спознаеш и судбината подобро, ќе ја криреш и ќе ги прифати зборовите. Стравува од тој дете на просветителството, тој дете на разумот. Каде разумот, ако исклучиме љубовта, каде разумот може да не донесе? И еве, колку разумот може да не одвои од Бога, еве, например, каде разумот не донесе денес до една трансхуманизација, прво. Второ, имаме вештачка интелигенција. И тука е дискутабилно. Имаме роботи, имаме Ама не е ни тоа толку лошо, зависи во што се користи. Но ова одиме одма на една поинаква обсервација критичка во случајот. Не разумот. Крутиот разум. Разумот нас може да не доведе до вистина. Разумот како буди и разумот како манас. Не разумот до кај не доведе. Ние камо да го имаме разумот. Разумот осветлува. Разумот дава патека, но го крутиот, ограничен разум, манипулативниот разум, егоцентричниот разум. Тој го доведе. Затоа вие, еве, на пример, Никола Тесла го споменавте во таа широко имал. Неговиот изум каде до атомска бомба? Не е од Тесла, Опенхаймер е тоа. А што се бореше? Не, Тесла нема врска со тоа, он само хуманистички за вибрациите на далечина. Ако тој нема ништо со овие аномалии. Тој се бореше ние да имаме бесплатна електрична струја и бесплатни телекомуникации. Ма каде светот на профитот тоа? Па тоа сакам да ви кажам, како се извулгаризира сите пронајдоци, сите хумани достигнувања. Па еве, одиме и на разумот што велите. Кој ги смисли концентрационите логори? Знаете, возовите, шините, железницата оди ги носи луѓето таму. Кој смисли од другата страна бојните отрови? Првата светска војна, знаете какви се уништувања, што се случи? Значи, они го смислија. Потоа тие за загушување, тие комори таму што биле, како што ги осмислиле? Они. Еве атомската бомба. И Опенхаймер бил против. И Ајнштајн напишал писмо. Првично он има нешто придонесено, но после му напиша писмо и на председателот Труман. Ама овие не сака да прифатат, они идеа на друга агенда. И автоматски ете го спорното прашање. Дали науката служи во интерес на човештвото или науката служи во интерес на профитот? За да ние го најдеме решението, мора измеѓу нив да ставиме етиката. Ако ставиме етиката, тогаш ќе размислиме дали ние сакаме индустријски профити, односно индустријата да оди напред, како кај Србите тоа што имаше, со фабрика за литиум, односно да се дозволи ископини таму, ама воедно да се загрозат водите, подземните води, плодното земјиште, загаден воздух, точно ќе добијат индустрија вработување, но ќе ги изгубат животите. Исто така е нас во Источна Македонија, тоа беше на сцена, за среќа се побунија екологистите. Значи, гледате, не може ние да дозволиме профитот и парата да биде на човековите животи. Тоа со Велес се случи. Германецот што рече за Велес? Топилница гуд, Велес капут. Значи, Велес ќе отиде. Готово умира така на Велес. Потоа дечињата како се раѓа, што се случуваше со родилките. Што се аномалии има, не може тој кадмиум и што ти не да го исцрпат од почвата. И ментални има. Па тоа е нивото на свеста. За жал, пак ќе речам, етиката е многу скапоцена, ама малку присутна. Еве, да не земам овде индустријски оджаци, кои што немаат филтри. Да не зборувам за некои отпади кои се внесуваат, кои знае од каде, од Италија, кои што се пуштаат, дури бесплатно им се даваат, на тој начин добиваат бесплатно гориво, но при тоа создаваат огромна загадување. И какви се тие луѓе, сега ќе речев еден лош термин, ајде нема да го кажам, туку нивните деца нели го дишат тој воздух? Нели они исто така се дел од таа социјална средина или од таа екосредина? И на кој начин тие предонесуваат за развојот? Затоа кај французите тоа го има развиено. Огис Конти, тие просветители, помеѓу другото кажаа прогрес. Ама прогрес темелен на етички развој. Прогрес на свест, а не прогрес само на технологија, на индустрија. И во овој поглед, кога веќе ги спомнавте роботите. Ние можеме сето тоа да го искористиме во медицината. И да има огромен придонес, како што има делумно. Ласерите исто така придонесуваат. Ама од другата страна, ако роботот го замени човекот, ако роботот стане посебен идентитет, кој што ќе има своја, да не речам, матрица, па утре отиде против човекот.
тоа како што војна на Спилберг во Спилберг, филмовите го има да, прикажано. тоа е. Во тој Тоа случај е. што ќе очекуваме? И трето, ние сега да го технологизираме ли човекот? Тоа Чарли Чаплин тоа го прикаже во филмот Модерни времиња. Знаете таму кога трчаше таму кога тоа е подвижна лента осмислена од Форд. Од Хенри Форд во автомобилската индустрија. И тој беше првично, да не речам диктаторски ориентиран, гледате на мониторите, следеше се што се случува. Да, да, да. Второ, наметна Како таква брзина, контролор контролор на на се сите што- нешта, и Чарли Чаплин мораше тие штрафови да трча Да да ги- стигне, бидејќи по подвижната лента. Потоа кога влезе во тој као часовник, кога го вртеше, сакаше да каже човекот, човештвото, во тој таа Ама матрица еве, ќе влезете отиде. денес во еден кафич, собрани друштво, сите гледаат во телефони. Така е, технологијата пристапи, ама затоа луѓето знаете ли што ќе имаат? Ќе имаат проблем со прстите. Ќе добиваат реуми, ќе имаат проблем со рбетот. Потоа нивната глава ќе се стеснува, нема потреба толкава глава. Прво не мисли таа глава, Точно. ќе мисли Google, Google мисли, да. ќе мисли Сега имате еден чат, знаете што забележав, и моите деца тоа го ќе направи, дај ми слика од Моне. Ви дава на слика на слика. Дајте ми есеи на тема манипулација. Ви дава. Дајте ми есеи како со новинарски пристап. Ама има и за Ви музиката, дава. и текстови, композирање на музика. И тоа се види дали фактички роботот ќе смисли подобра композиција или некој голем експерт. Точно. И тоа е ставено. Ставено е и се надпреваруваат. И добива човекот со вештачка Видете. интелигенција прва награда и Нема да добие човек. Не, Човекот, доби. да, тој добива како Доби техника. и Како како техника слика, добива, да. техника е диплома. И Но потоа како кажу, вредност не како добива. вредност. Знаете ли човештото на крајот ете Може одиме уметност, тоа е крајот на афирмативно се уметност. разви заради мисловни активности да се снаоѓа во опасни ситуации. Човекот мора да се снаоѓа, имало диви опасни животни, мускул, брзина. Затоа жените имале прекрасен вид, надалеку гледале. Дали иде опасност. Мажите Да. по другата страна Затоа немале носете потреба. се силни Така е. или рацете да се Поиздржливи, бориш, да се бори, или да да се бегаш. снаоѓа. Така е. Од другата страна, вие земете таа креативна нота на човекот да бара решение. Еве, да бара решение, да осмисли ли Човекот е хомо треба на роботот да му побара решение и роботот му дава готово решение. Каде е мисловната Човекот е активност на хомо човек? креатор, хомо луденс и хомо религиус. И во сите тие три он се тука наоѓа. Меѓутоа сакам да прашам, имам пријатели кои што исто, а вие сакам да го искористам вашето присуство сега, кои што се многу така вовлечени во астрологија. Тие сега очекуваат со Плутон во Водолија дека на улици ќе гледаме Коса, филмот од Милош Форман. Дали да се надеваме на такво нешто? Па не, рано е за сите тие работи. Прво долг е процесот на Плутон, тој само што влезе, ако Плутон влие на глобални случувања. Еве Плутон на пример во Јарец што беше и дојде во конјукција со Сатурн. И тога се појави пандемијата. Плутон и владе со микроорганизми, со Ние се она сите што е бевме скриено. затворени. Така, и изолација дава Сатурн плюс во Јарец. Тоа се одрази на економските текови, на начинот на работење. Но сега Водолијата е представено човештвото. Сега човештвото претходно се соочи со Сатурн, која беше во Водолија, и гледате имаше стеги кај човештвото. Од другата страна сега Плутон влезе кај човештвото. А Плутон е многу притаен и навистина незгоден. И навистина може се да се очекува од една страна, но Плутон има една добра карактеристика. Будење, трансформација. Дури како птицата Феникс од пепелта. И ние на некој ниво одиме кон пепелта, но секојаш треба да имаме позитивни. Секојаш треба се надеваме дека нештата ќе се пресвртат на крајот и според Апокалипсата, според Новиот Завет, пишува дека ќе има избрани, ќе има спас, ќе има Имаме решение. воскресение и повторно раѓање. Да, и во тој Умирање, дуалитет. воскресение. Значи злото многу добро функционира и просперира, ги има алатките. Тоа влегува во свеста на луѓето, ги плаши, они мислат дека се контролирани, дека едноставно мора да бидат молчаливи, дека мора да прифаќаат, мора да бидат експлоатирани. Робовски менталитет. Но не е така, има луѓе што се бунат. Има луѓе кои што ги бараат своите права. Има луѓе кои што се еколошки активни. Има луѓе кои што пишуваат. Има луѓе кои што еве сака со медиуми, со телевизии, имаат за идеја да ја пробудат свеста. И нема овие негативците така лесно да успеваат, бидејќи едно клучно прашање. Ако беше ѓаволот толку моќен, силен, он до сега ги имаше сите полуги тотално светот да го уништи. Но зашто не го уништи? Зашто Бог праќа војни на светлината. Реформатори, луѓе кои одработуваат во името на таа добродетел, во името на будење на радоста на вистината. И се уште ги праќа и ќе ги праќа. И тие се против тежите.
И човекот сега гледате, ако одиме ја на студентите денеска, баш им раскажував, од тој аспект на промени, зборував, имате сега 5% кои што сакаат промени. И кои што сакаат да се воспостави нова вредност. 5% не сакаат промени. Сакаат да биде како што беше, да ги доминираат нешто. 90% се оние кои што не знаат каде да фатат, кои што ќе се прикрнат соодветно на овие нивни маркетиншки активности, на овие едни за, едните против. Значи 90% од луѓето се аморфна маса. Неосвестена, не знае кој што да се приклони, добар дел се манипулирани од медиуми, добар дел од политичари, добар дел ова што го почнавте вие со атеистичката филозофија, дека не постои Бог, дека не постои морал, дека не постои вредност, дека не постои безсмртност на душа, дека живе, уживе, предади се на ниски Шути се страсти, даде. и тие Ден за 90% ден, да. ги играат. Сега, контра опцијата што се вели на светлосната вибрација, како тие луѓе, тие загубени овце се вратат во стадото. Тие што се по злото, тие се по злото, никој не ги враќа. Тие се определени, одадени, кој на неморал, кој на его, кој на материјално, кој на зло, кој на општа потреба за доминација на моќ. Тие се отидени. Со нив ти нема што да се занимаваш. Ти Значи, занимавај се мислев- со овие кои што се духовно како Да, опција, неодредени. за да можат тие луѓе да се средат, да се најдат себе си и на тасот на доброто да преовлада многу помоќната енергија. Дали излезот на оваа невозможна ситуација е токму тоа? Тие непробудени, таа аморфна маса да се освести и да каже не, Сега одма на одиме злото и на на злото. дополнување на она што го кажавте за техниката и за ред аспекти. Точно, техниката може да биде опасна, може да влие на човековиот организам, може да го заглупи човековиот ум, но може да даде и голема предност врз човековиот ум. Интернет телевизиите, нели се веќе нешто апсолутно, по-различно, апсолутно, да не речам да, по-оригинално, по-прогресивно во однос на оние застоени, затуцани со квази По газди, библиотеки кои што ти наметнуваат по програма други што нив им држави. одговара. Да, да, Значи, да. наспротив филозофија на одработување кој што се пропагира, а ние тоа го гледаме, се воспоставува слобода на дух, индивидуалност, кој што медиумот и го возможува во случајот преку интернет. YouTube програмите те ги се нонстоп познати или присутни како канал. Имаме и дезинформација. И имаме и опција за Да. вредност. Значи, веќе не сме зависни од естаблишментот, од системот. А гледате како што ви кажав новиот светски поредок. Ги фаќа банките каде што е капиталот, ги поставува политичарите кои се подобни за да ги манипулира, контролира, ги владее медиумите за да преку информацијата го шири стравот или и го заглупува умот, ги фаќа образовните институции затоа што прави клеточни суштества без мислечка способност. И ај сега кога сме кај филмови тука и тоа да ви го кажам. Мирусот на жената со Ал Пачино. Значи, замислете, момчето кое е етично, морално, доблесно, кое е принудено да биде кодош, а кое не сака да биде кодош, беше ставено на столбот на срамот и отпишано од универзитетот, кој демек бил реномиран и од кој излегле не знам какви големи мудреци и реформатори и политичари, и кој ќе беше готово за да биде избркано, да не се поставеше во негова заштита Ал Пачино, односно официрот, кој излезе пред сите и рече: јас сум гледал во војните ампутирани раце, ампутирани нозе, уништување, деградација, болки и страдања. Но ништо не е пострашно од ампутиран дух. Зашо ампутирана е ногата и рацете. Тука е падот на човекот. Екстремитетите, но кога е ампутиран духот, што се случува? Затоа што телото не Така е човекот, туку духот во човекот. И он рече, ово и има свеста. интегритет. Овој секогаш може да се потпрете, овој никогаш нема да искодаш, овој никогаш нема да ја продаде државата, овој никогаш во име на сребрениците нема спасителот да го стави во незавидна Кажува ситуација. еден многу висок морал дури и таму во тие кругови. Возможна ли античката етика денес? Па зашто да не? Тоа го и асоцирав дека во античката етика два аспекта веќе ги одредиме. Прво е умереност. Тоа го нема многу, но мора човекот да баре умереност. Значи, Аристотеловиот ништо златен премногу. презик. Така е, ништо премногу. Едноставно гледај да бидеш орамнотежа во дух и во тело. Тоа е холистички Хармонија. пристап. Холистички мора ние како организам, како целина да се хармонизираме. Тука е умот, тука е душата, тука е срцето, тука е духот. Тука е и телото. Значи Дали е холистички тоа пристап. порив ние да дојдеме во една целина, да се споиме со нешто, па да бидеме целосни? Па со ќе нешто? бидеме, ама еве овие други две категории. Мгм. Значи, едната е умереноста, втората е должноста. Која ти е должноста? Тој Кикерон го пишувал. Значи, и тај кон должноста.
Ако ти е должноста професор, ако ти е доктор. Биди вреден кон должноста, биди ориентиран кон должноста. И третиот е знаењето. Значи знаењето вистински не е ампутиран дух со ампутирано знаење и не Знаењето манипулирано за знаење. која вистина? Па вистината Што е дека вистина? суштината е во мирот. Суштината е во мирот, суштината е во просветленоста на умот, суштината е во достоинството на личноста, суштината е во правење придонес. На кој ниво? Прво ниво, за сам себе. Тоа се вика позитивен егоизам, тоа го имало кај француските филозофи, Холбах и останатите. Подхрани се, зајакни се, биди среќен со себе. Второ, семејство. Ако си несреќен со себе, како ќе бидеш кон семејство? Кај се семејните вредности? Колкав е придонесот кон семејните вредности, бидејќи индивидуата е несреќна, бидејќи индивидуата е отуѓена од самата себе си, тоа ќе биде нужно отуѓено од семејството. Не одиме на вредности. Подхрани го поединецот, подхрани го семејството. Ако има стрекни, хармонични, задоволни семејства, тоа Конфуције на времето го има кажувано. Јас читав сега пред некое време на светско ниво едни статистики дека најголемите депресии и најголемите ментални нарушувања се резултат на нарушени односи внатре во семејството. Значи, ако ние работиме на односите помеѓу семејството и тука ги усовршиме, тука се хармонизираме, полека и менталните болести ќе ги снимува и така на ниво и на цело општество. Па да, секој произлегува од семејството. Во семејството се градат односите на личноста. Така што е тоа многу битно за да не имаме здраво општество. Значи, гледате, здраво семејство е подлога за здраво општество. Мислите ли Здраво дека општество да, создава здраво да, човештво. Да. И Ако тоа немаш ти здрави во општества, синхроницитет. тогаш какво човештво ќе имаш? Значи, гледате од кај се почнува, а можеме да почнеме и од горе кон доле. Од Точно. човештво до личност, ама тоа е невозможно. Тоа се стремеше социјализмот. Тоа смяташе дека како систем, како ориентација, треба да го креира духот и свеста на поединецот. И они дефинитивно го креираа. Тогаш имаше подплатени интелектуалци. И тогаш имаше ЦК комитети кои што кажуваа како да мислиш, што да правиш. Значи, тоа беше нивната тенденција, да го заработи индивидуалниот дух. Но сега имаме на нов систем. Систем од индивидуалец кон здраво општество. Од здраво општество, здраво семејство. Мислите Или ли обратно. дека, затоа што сме при крај на емисијата и со ова би завршила, мислите ли дека случајно нападот е сега врз семејството? Па да, тоа е неслучајно. Гледате какви девијации и деградации се случуваат на Тоа тој сакав план. на И крај таа да ве клетка прашам. ја удираат, бидејќи нели се е дозволено. Во која смисла се е дозволено? Пак се враќаме на Достоевски. Да. Нели, ако нема семејство, се е дозволено. Се е Ако не дозволено. постои Бог, се е дозволено. Затоа што Бог е морален регулатор, коректор. Зашто ти утре ќе одговараш пред Божиот суд, ти ќе се соочиш со награда и казна, и тоа малку го преиспитува човекот. А во случај во поглед на семејство, зашто се деградираат тие основи? За да се изгуби поединецот, да биде подјарвен, да нема цврстина. Значи, гледате, тоа е кажано, ако сме ние вака фатени цврсто, не може да не срушат. Нас следа да не растурат Тоа и во и да не Библијата го има, индивидуализираат. И па да, тоа, ама тоа растели ако ти семејствата ги владат. растуриш, немаат припадност, тебе лесно ти е под манипулација општеството. сложни браќа, Така ќе е, ако градат во семејството имаш поука, имаш однос, имало и етика. решение, па ете по старото време вие гледате живееле можеби скромно, па работеле по ниви, па станувале наутро, ма секогаш седнувале навечер, Поготово во биле Македонија, исполнети. кога нашето семејство е една христијанска трпеза, така да ја наречам, кога семејството се собирало при трпезата, тоа е нашиот символ на нашето и национално и вонационално чувство, него самата Македонија е одржана преку семејството и И преку верата и преку семејството, преку тие Традиција, патриархално обичаи. конзервативни вредности кои биле белек на нашето општество, но од другата страна сега гледате дојдоа насладите на телото. И тоа е еден Ошо го има пропагирано кога некој може да има 10 жени, зашто да биде со една? Па може да ужива со 10. И дури ga прокламира тезата, па и таа некоја ако оди со 3-4 мажи кој ќе се врати дома стрекна исполнета, ти прифати бидејќи не стрекна исполнета. Но на кој начин ние ги градиме вредностите? Што оставаме за поколенијата? Оставаме енергетска бактерии, извалканост. така е, бактерии, вируси, И деградација, телесна, апсолутно. внатрешна неичистеност. Да. Тоа кај индиците се И кажува немаме клеш. порив за духовност. Така е. Интелигенцијата оттапува со премногу храна, премногу страсти. Па се ориентирано кон телото. Ете, кај индиците го имаме терминот клеши. Живот во нечистотија и живот во една внатрешна чистота. И Штричирмо и тоа го има анализирано.
чистота, духовна чистота, на сеопшта чистота. Кога човекот е внатрешно чист, тој е смирен, опуштен. Тој не е под удар, тој не е токсициран, а ние треба се да знаеме. Ние овде што седиме, емитираме енергија. Ние овде што го зборуваме, го емитираме како енергија. Они што нас не примаат, чувствуваат енергија. Ние со некој, ако се сплотиме во интимна варијанта, ние преземаме енергија. Ја преземе целоста негова структура, па тие се клетките. Тоа е биополето. Може нашето е хармонизирано, ама вземеме со некој валкан да се сродиме и ние ќе се извалкаме. Тоа е познато дека нели чистата изворска вода кај што ќе влезе ќе прочисти, а валканата вода кај што ќе влезе ќе деградира, ќе уништи. Се е со енергијата врзано. Само треба да отидеме кон она што е чисто убаво. Затоа ќе завршиме. Истото важи за медиуми. Не слушај, не гледај што те Што ти го празни. валкаат умот. Што ти го валка, што ти го И што ти го одзема полнат мирот, со- духот, кај што со- има бучава, кај што има со негативна ѓубриште. енергија, кај што има, што се вели, интелектуален смет, се Тамас врти по 5 енергија. пати едно исто зборува и ти на крај ќе се замориш и нема да сакаш никогаш ништо да следиш. Едноставно оди што те прочистува, што те подига, што те осветлува, што ти дава една вибрација, една убава енергија и така ќе си напредуваш. Еве, со чистината и светлината да завршиме оваа прекрасна инспиративна емисија. Ајде. Се надевам дека и гледачите уживаа. Благодарам на доктор Крстевски што беше денес со нас и завршуваме тука. Ви Благодарам. благодарам многу. Благодарам.